Помина речиси 20 години како крстарам низ Богомилскава регија, каде што во изминативе неколку години направив документарни записи за речиси 20-та богомилски села од вкупно 35-те, како и за планинските горостаси, Бабуна, Даутица, Јакупица, секако не изоставајќи ги документарните записи и за реката Бабуна. Читувани мои, помина речиси 10 години кога го посетив Богомилското село Папрадиште на сам ден на Петровден и за него направив документарна репортажа. Ете како што вели народот, Господ милуваше повторно да наминам во селото Папрадиште, повторно за Петровден, не само мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, туку да ми ги раскажат старите адети и обичаи за летната селска слава во ова село, Свети Петар и Павле, меѓу народот попознат како Петровден, кои им ги раскажувале нивните дедовци и баби, а воедно да присуствувам на утринската литургија која се одржа во Папрадишкиот многовековен соборен храм, чие име го носи на светите апостоли Петар и Павле, со која чино начастуваше парохискиот свештеник од Богомилската парохија заедно со Папрадишкиот соборен народ, а сето тоа преточено во оваа документарна репортажа, се со цел да остане запаметено во колективната меморија на македонскиот народ, за да не биде покриени од правта на заборавот. Утринското папрадишко небо беше кристално чисто. Сонцето што туку изгреваше над планинскиот горостас Бабуна, а сончевите зраци го милуваа селото Папрадиште, вгнездено како орловско гнездо во југозападните пазови на планинскиот горостас Мокра планина. Поволно окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го забележи секој детал од хоризонтот што го окружуваше и многовековната идила, воедно и петроденските празнувања на селото Папрадиште. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како папрадиштани си го празнуваа Петровден оба 2024 Господово лето, предлагам да го проследите документарниот запис за селото Папрадиште, направен за Петровден, поточно речено пред 10 години, во 2014 Господово лето. Моето патешествие низ Македонија овој пат го продолжувам во област Азот, кој припаѓа на општина Чашка. Поводот беше сакав да ја запознам колоритната убавина не само на област Азот и на живописната колоритност на планинскиот македонски горостас Мокра планина, незиниот непокорен џин на небеските височини и Солунска глава, извориштето и долината на река Бабуна, на планинскиот масив Бабуна, туку да го запознам едно-двете мијачки села, селото Папрадиште, гнездено во живописните шумски предели под Солунска глава на јужната страна на Мокра планина, на 1000 метри надморска височина, каде што орлите се гнездат под врвот Солунска глава, обкружено со нечепната природа, висока шума, богати пастишта и цветни ливади. И овој пат, како по стар обичај, во ова моје ново патешествие, во ова моја нова авантура, имав свој водич. Може би малку ќе ви биде чудно, но интересно. Општината Чашка.
Предлогот што ми го препорача одделот задолжен за туристичка промоција на културно-историското наследство, природните убавини на општина Чашка, да го посетам живописното село Папрадиште, со задоволство го прифатив. Посетата на ова живописно македонско мијачко село се совпадна и со духовниот, а пред се летен празник кој со векови се празнува во ова село, надалеку попознат меѓу народот како Петровден. Може би се прашувате зошто на Петровден? Затоа што Петровден е празник на сите мијаци каде и да се наоѓаат тие. Напад за Папрадиште тргнав рано, можда рано, во утринските часови, за да стасам на време што се вели. Овој пат, моето возило Фијатот од марката Добло го заменив со надалеку познатата марка на балканските простори Застава, но не со старата марка Фичо, туку со Југо 45-ка. Со мене беа моите стари познаници од Скопје, љубители на алтернативниот туризам Аца Младеновски и Зоран Бошњаков, кои го возеа југото. Ем професионални возачи, ем професионални механичари, луѓе што се вели само како што човек може да посака за вакви терени. И тргнавме. Рано, можда рано, некаде во утринските часови, пред изгреснице по стариот пат, Велес Прилеп Богомила, а оттаму патот го продолживме по 10 километарскиот кривулест планински асфалтиран, пат право во Папрадиште. Додека започнавме да навлегуваме во шумата и откако ги поминавме првите 2 километри, застанавме, не беше проблемот со југото. Туку сакавме да и се насладиме на колоритната убавина што му ја дала природата на овој крај. Од тоа што го видов, од тоа што јас го доживеав, со било каков текст, видео или аудио запис не може да се опиши. Мора да дојдете па да видите што е рај, што е убавина. Пред последните 1000 метри пред самиот влез во селото, го паркиравме нашето југо не затоа што немаше место каде да се паркираме, туку сакавме да уживаме во убавината. Да бидам искрен, сум поминал многу убави места во Македонија, ама како овде не сум сретал поубаво. И навистина им верувам на папрадиштанци кои велат, ако ви треба спокој на душата, дојдете во Папрадиште. А вака, на ваков начин, жителите на ова село ги канат сите добронамерни луѓе, љубени во природата. Не грешат папрадиштанци од идивното село и не може поинаку да се опише освен како земен рај. Кога стигнав до широката сенка на стариот домајкин, столетниот даб, прво дојде на сред село ми посака чистата планинска вода која блика од садската чешма од бел мермер. Во несекојдневната селска идила, меѓу скалесто расфаланите куќи изградени во специфична македонска архитектура, централното место и припаѓаше на црквата Свети Петар и Павле. Дело на познатите градители и зографи, на мејачките мајстори, бисер на сакралната архитектура. Ова духовно православно светилиште во Папрадиште е трокорабна градба со полукружна апсида. Корабите се поделени со по 4 столбови. Над централниот кораб има 3 поголеми калоти, а над страничните по 6 поплитки калоти. Во западниот дел е поместена галерија и спрат на така наречена женска црква. За подигањето на црквата не постојат директни податоци. Податоците датираат од почетокот на 20 век, односно од 1901 година, која се споменува како година на поправка и реконструкција на црквата. Веројатно е дека на истото место или некаде во близина постојала и постара црква, од која се и 20 на икони поместени на галеријата на црквата. Како градител на црквата во устни преданија се спомнува
Ѓорџија Џонгар од селото Папрадиште, кој имал тајфа наградители од селото Папрадиште. Градена е од камен во долниот дел и целосно е малтерисана. Од стариот живопис зачувани се бистата на Исус Христос во централната калота, во централниот кораб и фреската со ликовите на Петар и Павле во нишата над јужниот влез, насликани од Димитрий Андонов Папрадишки во 1934 година. Останатиот дел од црквата е живописан во 1969 година од самоукиот сликар Доне од селото Гари. Од поголема значење е иконостасот на црквата, кој е изработен истата 1934 година од последните македонски зографи по потекло од Тресноче, Димитар Антонов Папрадишки и Ѓорѓе Јаковов Зографски. Од Папрадишки се изработени 25 икони, поставени на иконостасот во црквата, работени во петтата и последна иконописна фаза во неговото творештво, како и 8 престолни икони од Зографски, работени во почетните години од втората фаза на неговото творештво. За многу години. Добри. Фала на Господ, добри. Еве денес дојдов овдека во Папрадиште, така? Така. Од овде сте родени? Да, тука сме. И од која фамилија сте? Јас сум од Ѓорѓиевци од Дубевци, Зетов од Галевци, а Кумов овде од Тасевци. Така. Колку мала има село во Папрадиште? Они се повозрастни, они ќе ти кажат. Има едно 4 мала. Симоновско мало, тоа е овде горе. Галевско? Галевско мало исто од шумава, не се гледа претезна шума во село обвиено, значи природата дава многу нешто. А имаме Лопатаровско мало натаму. Даневско. Подолу Даневско мало најдоле. Овамо имаме Штериовско мало. Чулавко. Вамо Тилјавковско мало. И па тие се, Калинско мало. И Калинци. И Калинско мало. Ви се радували душата кога сте денес родени? Овдека што сме родени ние, јас сум пензионер и 7 години сум вратен во селото како пензионер повратник, така ги викаме, повратници. И сум тука редовен, ја по 3-4 дена сум Скопје, рестото од денови сум овде, во Папрадиште. Што те наведе да си доиш дома? Овдека ме наведе Еве ова убавина. Ова убавина што Природава. ја гледам цела Македонија од Папрадиште надолу. До Беласите ја И гледам. семката на старите предците. И мирен живот имам тука, чист воздух, други работи за пензионер не треба натаму. Патриотско село ова е. Да. Ова е село, Ова е мијачко патриотско село. Од Тресноче претежно се луѓето Галичник овдека и сме од ние. Галичник. Тачно, ние сме се Тресноче. Ние сме 20 фактички чисти мијаци галичани. 20. Мајките ни се од Мајките ни Галичник. се и татковците се женели од Галичник. Да. Така. Така е. Да така направите е. една споредба со галичката свадба и свадбата овдека. Истите обичаи се. Обичаите се исти. Исти. Само што Потполно. кај нас оде на Петроден не се прават свадби, него се прават во секој на целата година. Но текот на На годината. годината се правили свадбите, истите обичаи ги има, со коњи, со тапани, со све. Музики имаше, после поново време музики има. Со канење ни село, со карти. Со карта, со коњи, со све. Многу убаво. И невестата након качена и свети работи, да. Во времето беше да. Тоа се, ја више, овдека такви работи не се случува затоа што нема жители ни еден. Едино, Ова црква овдека е правена од познати мајстор во Папрадиште, така? ова црква е правена во 1895 година. Ја правил градителот Ѓорѓи Џонгар, наречен Новачевски, Да. презимето, наречен Џонгар. Тој ги наследил на архитектот Андреја Даменов, такви проектите ги наследил, мислам така ги проектира, од таквите проекти, он ги градил, се појавува како понов градител. И бил врвен мајстор тука, признат. Оваа црква има тамо влез, кој во турско време турците давале дозвола, ако биде влезот со скали. Секоја турска црква во времето, во турско време, Да, требало мора скали, има да. најмалце 3-4 скали да влегуваш. Тој мајсторот овдека бајги бил паметен и смислил нешто што направил од озгора скали за кој ќе дојде да примат по сите турски прописи. А од друга страна, таа врата што е главната била зазидана, маскирана. И кога дошол турчинот, дал дозвола да работи црквата, дека е објектот направен по сите турски правила. И после тоа, таа врата е зазидана, односно стои од натрешната страна и се гледа
Но Папрадиште е родно место и на нација Димитрија Чуповски, македонски национални дејци, општественици, револуционери, дипломати, публицисти, научници, издавачи, историчари, картографи и едни од најистакнатите и најдоследни организатори и афирматори на македонската национална мисла. Чуповски е силен заштитник и бранител на македонската национална самобитност и посебност, а по поделбата на Македонија во 1913 година силно се залагал за нејзино обединување и конституирање како национална држава на македонскиот народ. Димитрија Чуповски меѓу учените кругови позната и како Димитрија Павле Чуповски или Димитрија Димов Чуповски. Сред селото вриеше народ. Полно беше селото. Петровден, селска слава, слична како онаа во село Галичник. Како и во Галичник, како некогаш и така и денеска, папрадиштанци се враќаат дома, било каде да се наоѓаат, па дури во белиот свет, а ако не може да си дојдат, сепак не забораваат да се јават, да се слушнат со папрадиштанци. Здраво живо, братуче, добар ли си? Ја Ѓоре, да, Ѓоре сум од Папрадиште Тасевски. Ѓоре Тасевски. Многу убаво. Супер сме ние расположено, имаме гости доста. Фала многу на честитките. Сега честитки. Да, молим. Ајде, слушам. Но, нема збор, одлично. Ордане, одлично сме. Фала многу. Здравје Господ да ви дава на вас тамо. Еве тука. Ајде дај ми друг, ајде. Заедно, здраво внучко, како си ми ти добар? Супер сме. Така, многу фала. Фала, ќе ги поздравам сите овдека, Нема проблем. Тука е Џино, дојден е Џино тука. Слушаш? Тука е Џино дојден. Да, ќе го поздравам обавезно. Како не, така, браво. Супер, многу убаво. Сега вака ќе ти кажам, слушајме малце ти сега. Сега еве сме тука пред црквава сме тука, кај што е спомен плочава за донаторите што ја донирале кампаната. Односно дедо Димо Тасевски, Ванчо Тасевски, твојот чичко, татко ти Ордан Тасевски или Андреевски, да го наречам како што се презивате, Јоле, чичко ти Јоле Тасевски и вујко ти тамо Васил, Ѓеле, Павле, сите, Дане, Јоле, Љупче, сите се тука на плочава што се запишени. Да, овде кај се снима тоа интервју едно, па ќе го гледате таму. Тоа е баш во моментот. Во прав момент се јавивте вие, да ви кажам искрено, да го очекував, нема што да се јавите. Ако супер, многу фала што се јавувате. Така. Ајде, ви очекуваме да дојдете. Селото Папрадиште изобилува со преубава, недопрена природа. Селото има прекрасно природно окружување и одлична положба на падините на Мокра планина. Во непосредната околина на селото има две изразити природни карпи и за нив постојат интересни легенди. Првата карпа е наречена Маркова стапалка, поради тоа што се смета дека крале Марко од тука застанал со коњот да одмори, пред да оди во прилеп. Оваа карпа оддалеку на вистина наликува на коњ. На неја има владнатина во вид на стапалка, обично исполнета со вода во која се оставаат парички. Другата природна карпа, наречена краста, подобила своето име поради тоа што сите животи што некогаш ги чувале селаните тука одмарале. Во густата шума над селото, во местото наречено Бабина рупа, може да се посетат двете бачила каде се прави првокласно и многу вкусно овцо сирење. Овде посетителите и планинарите често застануваат на починка да пробаат од сирењето. Папрадиште е село кое има голем потенцијал за развој на селскиот туризам.
Веднаш над селската чешма се наоѓа реновираната зграда на планинарскиот дом, каде што во секое време има слободно место за престој. Воедно селото Папрадиште представува попатна или почетна точка кон планинарскиот дом Чемплес и врвот Солунска глава, до кој се стигнува за неколку часа. Папрадиште е прекрасно преку целата година. Тука човек за само неколку денови ја надополнува енергијата што ја троши во град и на работа. Во самото село може да се бере и капини, малинки, боровинки и планински чај, а особено се познати и вкусни печурките наречени смрчка. Сепак, советувам берењето печурки да го препуштите на познавачите. Селото е познато и по папрадишкиот компјут, што поради местоположбата, каде бил одгледуван билбаран и церет во цела Македонија. Селската слава ги собра папрадиштанци во родните огништа. И годинава на Петровден папрадиштанци ги отворија себејните порти, на прозорците ги распосла мејачките дипли и килими, ги пречекаа роднините и пријателите. За гостите ги поставија трпезите со домашен леп, мазници и колачиња. Засвиреа музикантите. Во Богомолскиот регион, во регионот Азот, во двете мијачки села во овој регион, Папрадиште, Ореше, на 1000 метри над морска височина, кога ќе чуете како е чикавало гајдата, зурната тапано и како се слуша хармониката, мера градуша ќе ви остани да ја слушате и да запеете заедно. Овде со мене мојот пријател Ѓоре од Папрадиште. Ајде, мајсторе! Вака да ти кажам, реално се гордеам што како убаво свириш. Ти си родом од Папрадиште? Од Папрадиште сум родом. Да се викам Ѓорѓе Тасевски. Од кое семејство си? Од фамилија Тасевци. Ова да ми кажеш. Како научи да свириш хармоника? Мала историја, таа. Ајде ја чуеме. Да кажам накратко. Ја имав 18 години кога прв пат купив хармоника. 18 години. Значи дотогаш немав можност, а имав голем мех. Значи ме влечеше таа работа и прва прилика купив и почнав самоук. Почнав секоја песна што ја знам да ја испеам, можам да речем за недела, две, да испирам просто така некако. После мајка ми е од Галичи потегнувам, од, да речем, не близка роднина, нели, со Сариевски. Така. Јас си го викав Сариевски Вујко. Малце подалече, нему Вујко си го викав, кога си го видов. Така. И, значи, имаше некаква линија, односно ржица што викаме, и привлек многу за музиката и почнав да вежбам, да научив и ја научив хармониката на таков начин. И после за 2-3 години почнав да во јавност да свирам по свадби, по такви работи, претежно во нашиот крај, да речеме во Папрадиште и во Ореше. Ѓоре, мој пријател, е вака едно. Да не отсвириш една песна за душа, има една песна за Папрадиште. Сигурно ја знаеш да. Ајде да чуеме и ако ништо поќе бараме на строфа да не отпееш. Нема проблем. Ајде да чуеме. Papradišani,
представам селото Папрадиште, гнездено во живописните шумски предели под Солунска глава, окружено со нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади. Ги оставам папрадиштанци заедно со музикантите да ги свират, да играат и пеат мјачките ора, меѓу кои ми се собрале вајќе таче, ми се собрале сите селани, папрадиштанци, сите селани папрадиштанци. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како папрадиштани си го празнуваа Петровден ова 2024 Господово лето, предлагам да ги проследите моите сознанија за светите апостоли Петар и Павле во продолжение на оваа репортажа. Свети апостол Петар е роден во градот Вицаида, северно од Галилејското езеро, во семејството на рибарот Јона. Првото име му било Симон. Апостолот Петар имал брат кој се викал Андреј. Андреј, кој бил првиот Исусов апостол, го повикал Петар да се приклучи и да го следи Исус Христос. Петар бил еден од најомилените апостоли на Исус Христос. Како верен Христов ученик, Петар бил со својот учител во многу прилики во кои не биле другите апостоли, како што е преображението при воскреснувањето на Јаировата ќерка. Петар бил избран за нов апостол на местото на Јуда Искариотски. Кога римјаните дошле во Гетсиманската градина за да го однесат кај тогашниот управител на Палестина Ирод Агрипија, тој жестоко се спротиставил на тоа. Но подоцна и 3 пати се откажал од делото на Христос, за кое подоцна се покајал. Апостол Петар го ширел и проповедал христијанството во различни држави, а најпрвен во Палестина и Мала Азија. Апостол Петар во 42-та година дошол во Ерусалим, каде што од страна на тогашниот управител на Палестина, Ирод Агрипа, бил протеран во Антиохија, денешна Сирија. На 30 годишна возраст заминал за Рим. Во 43-та година доаѓа на Исусовиот престол, кој останува до 61-та година. Во 61-та година со Римската империја владеел Нерон, голем безбожник и тиранин, противник на христијанството. Петар, затоа што бил голем поборник на Христовата вера, бил трн во очите на еврејските свештеници. Тие го наклеветиле Петар за богохулие на властелинот Нерон. Тој го осудил Петар на смрт со распнување. Петар ги замолил римските легии да го распнат со главата надолу, затоа што не е достоен да умре како својот учител. На 12 јули, по стар стил, во 61-та година, светиот апостол Петар го завршил својот световен живот. Апостол Павле е еден од најважните светци во проповедањето и распространувањето на христијанството. Познат е како 13-ти Христов апостол. Роден е во Тарс, во Килкија, денешна Турција. Неговото световно име е Савле, кое се сопаѓа со македонското име Саве. Од рабинот Гамелиел бил подучуван на фариејството и Талмудот, каде што за време на Римската империја бил еден од главните членови на антихристијанскиот еврејски совет, во чии активности спаѓа прогнувањето на христијаните и погубувањето на светителот и маченик Свети Стефан, кој го одобрил и самиот Павле.
Во Библијата е запишено дека Павле како дел од римските легии кои патувале кон Дамаск видел необична светлина од која тој ослепил и го слушнал гласот на Господ од небото кој му рекол: Савле, зошто ме прогонуваш? Јас сум Исус кој што ти го прогонуваш. Оваа негова средба со Исус Христос представува пресмртница во неговиот живот. Во градот Дамаск, апостолот Варнава во Сириската црква го покрстил апостол Павле, со што го прифатил учењето Христово и станал еден од најголемите проповедници на христијанството. Апостол Павле имал 4 мисионерски патувања, и тоа во Антохија, Килкија, Кипар, Ефес, Атина, Коринт и Шпанија, а 2 пати престојувал во Македонија, проповедувајќи го христијанското учење. Во 67 година, на 13 јули, апостол Павле бил погубен во Рим, а на местото по неговото погибие се отвориле 3 силни извора, каде што подосна е изграден манастирот Три фонтани. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, Почитувани мои, како папрадиштани си го празнуваа Петров ден оба 2024 Господово лето во многовековниот соборен храм, чие име го носи на првите рамноапостоли Петар и Павле, предлагам да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Зашто Твоја е власта и Твое царството и силата и славата. Оно време дојде Исус во земјата на Кесарија Филипова и прати учениците своји и рече: За кого ме мислат луѓето мене, Синот човечки? И одговорени за Јована, крстител, други за Илија, а некој за Јеремија или за еден од пророците. Он им рече: А вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори рече: Ти си Христо, Синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: Лажен си ти, сине Јонин, Симона Јонин, оти тело и крв не ти открија тоа мојот Отец, кој што е на небесата. И јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградиме црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја нападеат. И ќе ги дадам ключевите од небесата, на небеското царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано и на небесата, и што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. И исповедам дека ти си навистина Христос, Синот на живиот Бог, дојде во светот да ги спаси грешниците од кој првиот смеат. Уште верувам дека ова е Твоето вистинско тело и ова е Твојата вистинска тешка крв. Затоа ти се молам, помилуј ме и прости ми ги моите погрешенија, волни и неволни, направени со збор или со дело, знаење или незнаење,
и да стоиме неосудено да се присъствам на Твоите предсвети тайни за простување на гревовите и за вечен живот. Амин. Петар и Павле ни даруваат здравие, милост, занимаат од своите молитви пред нашиот Господ Исус Христос, да вечуваат вас и сите ваши пријатели и непријатели. Кога се иде во црква, се влегува во црква со мир, нека да му води напора и земете. Отче наш, и жест на небето, да святи си име Твое, да бие царствие Твое, да буде воля Твоя, ако на небето на земја, хлеб на нас, нашем не види нас изкушение, избави нас от лукава, Господи, Твое царство, и слава на Господи, света, сега текстът, вечни векови, на Господи, Господи. Хайде, баси сега, диши на попот, покре, лепче да буде. За Твоя збори ти нареди на земјата да раѓа многу различни плодови, за насклада и храна наша, prosите носи, а те даде попелево, Вавилон, кнеги, земја, да ги покажал посебно оние што биле во својот гранец. И зади се вактару, изпълни овие земји со различни плодови, и од свете луѓе што ги јадат домните со Твоја слава, и во сестра свети се апостоли Петар и Павле, и да спомен оние што починале во Божествија вера, ова се принесло своите рави, затоа добар Боже на оние, што ова го украсиле и изусуваат спомен. Дари им тешко поста до спасение и да наслада на Твоите вечни блага по молитвите на председателя на Господ Марија, на светите апостоли Петар и Павле си спомен, простуваме и на сите Твои свети за светите кои благословуваш и осветуваш те починат и Тебе слава Ти воздесуваме. Да се почекна Твоите на Твои чест и за сите си плати со спорен светът и секогаш и во вечни векови. Амин. На Господа се помолиме, Господе, помилувайте и се може да благослови овој на пшеница и вино. Помножи го овој да ми натека и свет починат и Тебе слава Ти воздесуваме. Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш во вечни векови. Амин. Отче,
и слава на светите апостоли Петър и Павле, от светите свети смислове, ламенската жертва, за здраве и спасение. Vesna, Igor, Martina, Pavliče, Dole, Martina, kako? Martina, Karolina, Meto, Orča, Gora, Ja ti učenici že dobre strana učestvovati i venčaček ja molim te pomilovati žitja i tajemne tvojeva i prevočeve i rodina Evanđela Eloveka Oslovljenja Evo te veličajte uvažaje. Blagoslovim radimo ime Gospode, tega ne izreči poniženi, da pobožeme preko prozita i da padne premneva pokajanije i povajki odlovočinata na duše. Vladite milosti opomonjeni, da ginovom mnogo kvalitete pregrešenija. Ne odrećenje svojte rabi prazni, da po tebe imame ili hrana Na Gospod se pomoli me, Gospod mi zašto će Gospode nas i tebe slavati u se čuvame. Zato što ti sino ti sretne od tebi i sjekoga i vovetki prekovi. Amin. Molim da se pomoli me na Gospoda za mir u većini i za spasenje na našite duši. Da se pomoli me na Gospoda za mir u celio svet, za blagoslovstvo na svetite Božje crkve i za sredinova i na svite. Da se pomoli me na Gospoda da prosveti ova voda, silata dejstva te stigovanja. Da sveti od da se pomoli me na Gospoda da dosledena ova voda kristitelno dejstvo. Da trojite da se pomoli me na Gospoda za zdravlje i spasenje na celata Božji koji čeka molimo milost. Spasi Gospode ljudi tvoja i blagoslovi javine tvoje. Ubedite pravoslavnomu narodu našemu, našom puštevnija darujaj i svoje sokranjaj Hristom, svojim živitelstvom. Nekaj da pomožemo godini, da živimo možda. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Папрадиште, ги оставам моите папрадиштани да си ја празнуваат дивната многовековна вершка, селска, летна петровденска слава, но морав да се заминам затоа што ме чекаат и другите богомилски села и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во ова село, саде Господ на сите нам живот и здравје да ни дава.